Сакам да ти прочитам еден извадок од една статија. Добро. Вика, младите најмногу сакаат да студираат за информатичари и лекари, а најмалку за уметници. Значи, кај нас ова е статистика. Полесно се оди во Германија со информатика. Добро, јас имам, не можам многу да зборам за ова, пошто имам завршено, ама И се уште не се во Германија. Да, за жал. Се шалам, не. Реално, некако кај нас многу долго време се живееше со мајндсет дека ако не си, не знам, доктор, инженер или правник или нешто такво, дека нема да успееш од животот. Јас со таков мајндсет сум порасната. Да, тоа е тука и блискиот исток, да. Значи јас кога сум сакала, кога сум растала, сум сакала можеби да отидам во уметност, сум сакала глума, сум сакала такво нешто, меѓутоа мајндсетот и општеството можеби налага да не си го следиш сонот, туку да гледаш за опстанок, за понатак. Тоа е многу точно. Значи, јас сум налетал на доста пријатели, познаници кои што го добиле тој однос од дома и од секаде, дека оди заврши информатика затоа што од уметност не се живее, а и момент на не оди на ликовна, не оди на драмски, не оди на музичка, таму се дрогираат и се пијаници сите, што родители, тоа е на секој факултет. Чим ги пуштате децата на факултет, рачунете дека ќе искачат и ќе пијат. Има и на информатика тоа. А за дрога немаме пари. И не ставаат дрога у пијачките у кафич, затоа што е скапо да ти стават. Да. Така да, постои огромна стигма за моментот на уметничките факултети, дека ние таму се дрогираме, пијанчиме, растур правиме низ градов, тотално е исто на сите факултети. Само точно. Што уметниците и сите луѓе се така презентирани низ годините. Тоа доаѓа и од момент на кога ќе се самоубие или кога ќе се предозира славна личност, тоа е насекаде низ медиумите. Сите знаеме дека тој се предозирал и он уметник ради тоа си има. Не, он имал многу проблеми во животот, што го навлекна дрога и поради тоа дошло до таа ситуација која што доаѓа константно. Значи, у светов луѓе умираат од предозирање секој ден. Меѓутоа ние ги знаеме само тие славните ги знаеме актери, уметниците, да. Заради тоа што тие се во спотлајт. Значи, како уметник треба да научиш да живеат под спотлајт и тоа е нормално. Дека ќе има стигма уперено од тебе 24/7, тоа е исто така најнормално. И дека поголемиот дел од општеството ќе ти каже запиши се медицина затоа што ќе најдеш работа веднаш. Не е неточно, многу е точно, со медицина многу полесно ќе најдеш работа, со уметност многу повеќе ќе се искозиш дури да направиш име, дури да те познаваат, дури да ти дојдат луѓе на изложба, дури да ти купи еден човек дело од кој што ќе види некој друг, па ќе ти купи друг дело и такви ствари. Месец за месец живот. Но зависи што ти исполнува. Јас за среќа, фала му на Господ и на сите и на се, што јас сум израснат од таква фамилија каде што моите беа огромна поддршка. Значи јас го запишав тој факултет не поради моите амбиции да бидам голем уметник. Значи јас имав неколку, јас бев старо мало, кој што беше као да запишам биохемија или нешто друго затоа што со тоа има работа.
затоа што си израс на тоа општество кај што ти викаат Да. од уметност нема леп. И моите родители дома ме седна и ми кажа: Бојан, за тоа те била, тоа сакаш Тоа да го го сакаш, работиш, да. запиши се на ликовна. И прво бев као, на ликовна идат пијаници и другираши. И отидов на приемен на фон, каде што ме примија, ми дадоа стипендија, сите ствари. И отидов после тоа на приемен на ликовна академија, чисто за да се пробам среќата, нели, ако те примат на државен факултет на ликовна, значи да не речам тоа што ми дојде на глава. Речи си. Си го фател Господ за јајца. Така да дојде до момент на отидов, се пријавив и исфурано младо дете кое што само што завршило 4-та година и е најдобар сликар у неговата генерација у школа и се тие ствари, доаѓа на ликовна академија во Скопје у полна парја ќе влезе прв. Не влегов прв, влегов последен. Влегов 16 од 15 души што примаа кај мене у класа. Нешто му се допаѓало на мојот ментор Антони Мазневски, така да ме примија. Научив после тоа и да цртам, да сликам.